Четврток, 2 мај, кратки вести во 12 часот. 1 мај, но и предстојните великденски празници го исполнија Охрид со гости, покрај домашните кои успеа да ги спојат работните и неработните денови. На брегот на Охридското езеро уживаат посетители од Србија, Хрватска, Албанија, Грција, Турција, но и од земји од целиот свет. Вчера солидно беа исполнети сместувачките капацитети, како и кафе-баровите и рестораните во центарот на градот, а слично ќе биде и за предстојниот продолжен викенд. Туристичките работници се надеваат дека ваквата посетеност е репер и најава за успешна сезона. Информацијата дека Република Македонија има втор најголем раст во Европа во авиосообраќајот, а аеродромите во Охрид и Скопје бележат пораст од 33% во патничкиот сообраќај во 2023, споредено со 2022 година, е помеѓу најкоментираните на Facebook профилот на Охрид Прес. Лани низ двата аеродроми беа обслужени вкупно 3,15 милиони патници. Читателите на Охрид Прес генерално го афирмираат успехот на компанијата, но потсетуваат на малиот број летови кон и од Охридскиот аеродром. Особено што неодамна беше објавено дека оваа бројка дополнително ќе се намали. Граѓаните бараат повеќе летови кон најпопуларните дестинации. Како што објавивме неодамна, во Охрид се повторуваат обидите за измами преку телефонски јавувања на лица кои лажно се представуваат како службени и вршат измами претежно на повозрасни граѓани. Од СВР Охрид информираат дека преземаат мерки за пронаоѓање на лицата кои деновиве преку телефонски јавувања кај граѓани од Охрид, лажно представувајќи се вршат измами за случајни сообраќајни незгоди во кои наводно жртви или тешко повредени биле членови на нивните семејства или други нивни роднини. Слични вакви настани имавме и кон крајот на 2022 година, кога повеќе наши сограѓани беа жртви на измамниците. Полицијата тогаш успеа да открие двајца од сторителите. Времето денес променливо облачно со услови за локален дожд. Максималната температура во Охрид до 20 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.